Максимално посветена на правните науки, чувар на уставот и законите со незината експертиза, еден од најгласните пратеници. Која е првата жена председател на Македонија? Гордана Силјановска-Давкова е родена во Охрид на 11 мај 1953 година, мажена и мајка на две деца. Позади себе има широка биографија проткаена со обемен ангажман како општествено-политички чинител. Таа е редовна професорка во пензија по уставно право и политички систем, а основно средно и високо образование завршила во Скопје, а докторира на правниот факултет во Љубљана. Незиниот општествен ангажман опфаќа значајни позиции. Во стариот пратенички состав беше еден од најгласните говорници и со факти и аргументи ги побиваше погрешните политики на власта. Ова мене ми личи на прејудицирана амнестија за потенцијалните сторители, може би нивните имиња и презимиња не ги знаеме уште, меѓутоа областите каде што се случуваат овие дела, институциите, фондовите и така натамо, секој ден ги слушаме, иако веќе не можеме да ги запомниме, колешке. Се срамам што сум правничка. Кариерата во собранието ја започнува во 90-тите. Беше член на Уставната комисија од 1991 до 1992 година, а до 1994 беше министерка без ресор во владата. Од 1999 до 2002 година председателствува со Македонскиот национален комитет за родова еднаквост. Таа е експерт за избори на Обединетите нации и подпредседател на групата независни експерти за локална самоуправа при Советот на Европа, а исто така член е и на Венецијанската комисија. Во незината богата биографија се впишува дека е еден од основачите на Институтот Евробалкан. Незините коментари околу актуелните случувања во државата секогаш се потпираа на правото. Критичар беше на промената на името со неуспешен референдум, со што се прекрши волјата на граѓаните. Уставот беше сменет наспроти неуспешниот референдум. И како всака нека го именуваат референдумот. Задолжителен, консултативен, иако е многу чудно да ме консултирате откако ќе склучите еден договор, тоа е со здрав разум се коси. Инаку новиот председател на Македонија во Вила Водно ги носи многуте награди, вклучително и за придонес кон владење на правото од мисијата на ОПСЕ во Скопје. Гордана Силјановска-Давкова е автор или коавтор на повеќе од 200 наслови од областа на правото, политичкиот систем и уставното право. Во политичката биографија запишува и дека во 2019 година беше кандидат за председател поддржана од ВМРО-ДПМН и коалицијата, а на предвремените парламентарни избори во 2020 беше носителка на кандидатска листа за пратеници на ВМРО-ДПМН и коалицијата во изборна единица 1.